Евангелие според Матеј, 25 глава. Тогаш Царството Небесно ќе заприлега на 10 девојки, кои ги зедоа своите светилки и излегоа да го пресретнат младоженецот. 5 од нив беа мудри, а 5 неразумни. Неразумните ги зедоа светилките своји, но не понесоа со себе масло, а мудрите заедно со светилките своји зедоа во садовите и масло. И бидејќи младоженецот се забави, сите задрема и заспаа. А на полноќ се чу викање: еве младоженецот доаѓа, излезете да го пресретнете. Тогаш сите тие девојки стана и ги приготвија своите светилки. Неразумните пак им рекоа на мудрите: дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилки гаснат. Мудрите им одговори и рекоа: но може да не ни стигне и нам и вам. Подобро одете кај продавачите и купете си. А кога тие отидоа да купат, пристигна младоженецот и приготвените влегоа со него на свадбата. И вратите се затворија. Потоа дојдоа и другите девојки и викаа: Господаре, Господаре, отвори ни. А тој им одговори и рече: вистина ви велам, не ве познавам. И така, бидете будни, зашто не го знаете ниту денот, ниту часот, кога ќе дојде Синот човечки. Зашто тој ќе постапи како човекот кој тргнувајќи на пат, ги повикува слугите своји и им го предава својот имот. И на едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, на третиот 1, секому според способноста негова. И веднаш замина. Оној што зеде 5 таланти отиде, ги употреби во работа и спечели други 5 таланти. Исто така и оној што зеде 2 таланта спечели други 2. А оној што доби 1 талант отиде и го закопа в земја и така ги сокри парите на својот господар. По долго време дојде господарот на овие слуги и побара да му понесат сметка. И кога пристапи, оној што беше примил 5 таланти, донесе уште 5 таланти и рече: Господаре, ти ми предаде 5 таланти. Ете, со нив спечелив уште 5 таланти. Господарот негов му рече: убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, над многу ќе те поставам. Влези во радоста на својот господар. Му пристапи оној што беше примил 2 таланта и рече: Господаре, ти ми придаде 2 таланта. Еве, со нив спечелив уште 2 таланта. Господарот му рече: убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, над многу ќе те поставам. Споделија радоста со својот господар. Му пристапи оној што беше зел 1 талант и рече: Господаре, те знаев дека си жесток човек, жнееш каде што не си сел и собираш каде што не си веел. Па се уплашив и отидов и го сокрив твојот талант в земја. И ете ти го твоето. А господарот му одговори и рече: зол и мрзлив слуго, ако си знаел дека жнеам каде што не сум сеел и собирам каде што не сум веел, требаше моите пари да им ги дадеш на трговците, па кога ќе дојдам да си го приберам своето со добивка. Земете го од него талантот и дајте му го на оној што има 10 таланти, зашто секому што има ќе му се даде и преумножи, а оној што нема ќе му се одземе и она што го има. А лошиот слуга фрлете го во крајна темнина, таму ќе биде плач и крцкање со заби. Откако го рече тоа, извика: кој има уши да слуша, нека чуе. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја. И ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други.
како што пастирот ги одделува овците од козите. И ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: Дојдете, благословени од мојот Отец, наследете го царството подготвено за вас од почетокот на светот. Зашто гладен бев и ми дадовте да јадам, жеден бев и ме напоивте, странец бев и ме примивте, необлечен бев и ме облековте, болен бев и ме посетивте, во затвор бев и дојдовте кај мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме? Кога те видовме странец и те примивме и необлечен и те облековме? Кога те видовме болен или во затвор и те посетивме? А царот ќе му одговори и ќе рече: Вистина ви велам, доколку сте го направиле тоа за еден од овие мои најмали браќа, за мене сте го направиле. Тогаш ќе им каже и на оние што се од левата страна: Бегајте од мене, проклети, во вечен оган, подготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто гладен бев и не ми дадовте да јадам, жеден бев и не ме напоивте, странец бев и не ме прибравте, необлечен бев и не ме облековте, болен и во затвор бев и не ме посетивте. Тогаш и тие ќе му одговорат и ќе речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден или странец или необлечен или болен или во затвор, не ти послуживме? Тогаш ќе му одговори и рече: Доколку не сте го направиле тоа за еден од овие најмали браќа, ниту за мене не сте го направиле. И тие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во живот вечен.